Талат Джафери од Мечкин камен, Димитар Ковачевски од Калето, Стево Пендаровски од Пилинце ги поистоветија илинденците со уставните измени и тројцата испратија порака дека било време за вистински одлуки во интерес на државата, мислејќи на вметнувањето на бугарите во уставот, во истиот момент додека во Софија државниот врв целосно го присвоија Илинден и го негираат постоењето на Македонија. Во нивните говори провеува притисокот на меѓународниот фактор за отварање на уставот, па за дел од лингвистите е нејасно за каква дипломатска борба зборува премиерот Ковачевски. Професорката Елка Јачева Улчар вели дека владата не војува во дипломатска борба, туку само подпишува, а со тоа ги понижува македонците. За жал, ние такви битки на дипломатско поле не видовме. Исто како што вели дека да си ја такаш државата, значи да се бориш и да се избориш за незините перспективи. Ковачевски подсети дека илинденците војувале во борби, а сега Македонија е исправена пред вистински предизвик да војува во дипломатски борби, заборавајќи дека комитите го положија животот за идеалот Македонија, додека оваа власт подпишува се што и се сервира од соседите кои го негираат македонскиот идентитет и историја. Порано битките биле на бојното поле. Денес тоа е дипломатското поле. Како рамноправна членка на заедничката маса на НАТО, го осигуравме територијалниот интегритет. Со слични интонации говорот на собранискиот спикер Джафери во неговото обраќање вели дека од сите нас зависи кој ќе биде патот на нашата татковина, европскиот пат или како што рече, ќе направиме непоправливи грешки. Тој исто како и премиерот на одбележувањето на 120 години од најзначајниот македонски државен празник, најмногу се задржа на евроатлантскиот пат на земјава, без ниту еднаш да напомене за односот на нашиот источен сосед и меѓународната заедница. Дали ќе продолжиме напред кон евроатлантското интегрирање на земјата? Нешто за што сме се определиле како држава уште од осамостојувањето во 1991 година, или пак ќе заглавиме на слепиот балкански колосек кој не води никаде. Е избор кој што треба да се донесе со надминување на хировите, со гледување на реалноста и излегување од тесните и себични партиски интереси. Илинден се празнуваше и во Бугарија, 120 години од ослободување на бугарскиот народ во Македонија и Одринска Тракија. Со овие зборови бугарската национална телевизија ја отпочна утринската програма на најголемиот државен празник кој го празнува Македонија, Илинден. Како што информираше бугарскиот јавен сервис, во 1903 година загинале над 5000 луѓе, а 30.000 бугари биле приморани да се преселат во слободна Бугарија. По повод Илинден, националната бугарска телевизија имитуваше документарци посветени на борбата на бугарите за време на Илинденското востание.